го разбирам револтот на граѓаните кои што живеат во тој дел, меѓутоа тие треба да разберат дека живеат во центарот на градот Скопје и дека во центарот на градот Скопје не се исти комодитетите на простор како што се во Ченто, како што се во Драчево или на другите делови кои што се надвор од централното подрачје. Дали навистина да се живее во центар представува луксус? Дали дрворед стар децении може да го попречи развојот на главниот град? Градоначалникот Коце Траяновски не гледа проблем во тоа што се сечат стари дрвја за да се прошират улиците. Откако стана главен град на независна Македонија, Скопје драматично ги губи своите паркови, а животната средина постојано се влошува. Дали локалната власт има свој удел во овие трендови? Мандатот на Коце Траяновски во 2009 започна со проширување на булевари и сечење на дрворед, оној на Илинденска. Бурни реакции и несогласување од жителите ги дочекаа вработените во паркови и зеленило. Не се согласуваа дрвјата да бидат исечени, од Илинденска потоа била позната. Ово е вандализам кога нема ни у Јужној Африци. Нигде ga нема ово што се ради. Ово мало шуме било овде, људима стварно као да живе мало, а ево види šta се уради. И то дове, видите колко полиcije има овде. Da slučajno ne bi neko protestovao pa rekao ne, terajte dalje, a oni kao obrazloženje ne, da ne bi nekom palo na glavu. Ама ние имавме предходно штрајкови овде, не вреди, џабе е све. Не вреди. Сакам да псујам на телевизија. Има смисла да псујам, не е културно е. Помпезно и исклучително важно беше најавена и реконструкцијата на булеварот Климент Охридски. Липите засадени пред 50 на години беа исечени иако негодувањата за оваа постапка на градските власти беа големи. Старите скопјани порачаа, Скопје препознатлив по липите и нивниот специфичен мирис. Граѓаните лути прашаа, зошто се сече дрворедот во екот на цветањето? Булеварот Свети Климент Охридски е една од најстарите улици во градот, проектирана со планот на архитект Димитрија Леко од 1914 година. Според принципите на барокниот град и идеите за разубавување на градот. Единственото нешто што навистина имаше врска со толку посакуваниот барок, денеска е збришано од вредното културно наследство на Скопје, пишуваа граѓаните од околните згради. Екологистите децидно порачаа, одлична идејата на градот да засадува нови дрвца, но недозволиво е без никаква расправа и без јавна дебата да ги сече старите. Старите дрвореди, освен што беа белег на Скопје, според нив беа и бели дробови на градот. Младите и нови фиданки се недоволни да го надоместат сечењето на децениските стебла. По делот на загадувањето, јасно е дека се оно што ќе се исече треба да се надомести и тоа треба да се надомести на начин да подрачјата кои што го ја почувствувале оваа загуба бидат компензирани. Значи не е еднакво ако исечеме дрво на Илинденска, а посадиме на Водно, па макар и 3 или 10 садници, ако зборуваме во нумерички вредности, значи треба да се залагаме за процентуална застапеност, минимална процентуална застапеност на зеленило во рамките на еден урбан блок или на една урбана целина. Не треба ние граѓаните на градот Скопје да ги плашиме дека градот Скопје нема доволно зеленило. Вие сте свесни дека ние за последниве 3 години посадивме 40.000 дрвца во градот Скопје, од кои што само 5.000 се грмушки, останатите се дрвја со поголема височина. Нашето мото е за секое исечено дрво 10 нови. Тоа е минимумот што го правиме. И навистина се уништија белите дробови на Скопје. Главниот град почна да се дави, а квалитетот на воздухот кој го дишеме стана опасен по здравјето. Мерните станици кои покажуваа како воздух дишеме беа во црвена фаза. Крајот на ноември и почетокот на декември 2011 Скопје не дишеше, туку се давеше во опасни честички. Хронично болните да останат дома, а да се избегнува каква било физичка активност надвор, стоеше и на веб страницата која го покажуваше нивото на загаденост на воздухот. Граѓаните се жалеа на проблеми по здравјето. Моментално јас сум на боледување, имам потешкоти со годните дишни патишта. Теотежното ми е дишењето, сум излекла да се јавам на лекар. Јас сум овдека 60 години, мислам овие 2 години, 3 последните, најзагадено можам да речем дека е Скопје.
Ми смета, значи самата густина на воздухот не е таа. Ако концентрацијата на одредени честички од животната околина на човекот, дали се тоа испарување од автомобилите, дали се работи за други субстанци, сите тие делуваат иритативно на респираторниот систем и тој постојан атак и таа постојана агресија на овие алергени, ако се работи за алергија или пак ако се работи за токсични субстанции, азбест и така натаму, кои што некои од нив, например, имаат дури и канцерогено дејство, сите тие, ако се во поголема концентрација, сигурно дека доведуваат до едно трајно штетување на слузокожата на дишните патишта. И професорите по архитектура посочуваат дека зеленилото во градското централно подрачје е составен дел од урбаното живење. Град без зеленило е како град без душа. Општо земено, сечењето на дрва е негативна појава. Треба да се избегнува максимум. Некаде може, некаде не може. Еве рековме, знаете што? Прво, погледнете ги нашите улици и сообраќајот. Тоа е, секојдневно се купуваат коли, а многу не се размислува. Не може да се паркира на хоризонтална површина затоа што одзема од земјиштето. Тоа земјиште може да биде корисно или за градби на нови објекти или за паркови. Скопје е далеку под нивото од европските градови на зеленило по метар квадратен. Сите метрополи целат кон тоа да има што повеќе зелени површини. Сигурно дека треба да се направи повеќе во тој поглед и сигурно дека она просечна зелена површина која што постои во Скопје изнесува негде околу 8 метра квадратни по жител, треба да се зголеми на тој европски светски стандард од 24 метра квадратни. Исто така сигурно дека во центарот на Скопје се прават напори да се направат пешачки зони, да се засадат повеќе дрва и тоа исто така ќе допринесе да граѓаните на Скопје, особено оние од централното градско подрачје, од самиот центар, не се таложи 20 тони олово, например. Мерните станици кои го покажуваат квалитетот на воздухот не се во употреба. Онаа во центарот на градот некојаш поставена во паркот крај домот на Рама, сега остранета заедно со него поради изградбата на Свети Константин и Елена. Откако резултатите покажа дека Скопје е еден од најзагадените градови во Европа, престана да функционира и вебсајтот со резултатите поради наводна софтверска надоградба. Штетните честички во воздухот се вистински опасни, посочуваат екологистите, а не се предизвикани од маглата и од џаците, како што не убедуваше градоначалникот Коце Трајановски. Загубата на зеленилото дефинитивно треба да се третира како сериозен проблем и мора да се наоѓаат начини таа загуба да се надомести. Во моментот сме сведоци дека се врши озеленување на новите булевари. Тоа озеленување вклучува садење на нискостеблесто и високостеблесто зеленило, кое што во моментот е реално младо и не може да си обезбеди својата функција. За да се реши проблемот на паркинг места, настради зеленилото спроти хотелот Бристол. На 10 октомври 2012 започна сечењето на стари стебла и оградувањето на просторот. Паркот кој беше светилиште за жителите на околните згради, сега веќе не постои. Како дел од проектот Малринг, тука е зацртана и катна гаража. Из оваа одлука на градоначалникот на центар Владимир Тодороvić имаше бурни реакции. Граѓаните не дозволуваа уништување на зеленилото. Подпишуваа петиции, но нивните обиди беа залудни. Одлуката на центар веќе беше донесена, а оттаму соопштуваа дека нема простор за враќање. Во одлуката учествуваше и советникот на партијата Дом, кој инаку се прокламира како зелена партија. Очигледно беше дека политиката е над природата. Вредата е што се доцртуваат две маркици за намена државна управа и една маркица за катна гаража, иако не се внесени во насоките на генералниот урбанистички план. Веруваме дека низ правна процедура ќе спречиме овде да никнат купишта бетон за сметка на зеленилото. Па видите, ова е спорно земјиште, фамилиарно земјиште, кое се уште 7-8 години трае спорото, од комисија во комисија, од суд во суд, сега моментално е во управен суд. Тие зелени мали паркови, оази, така да ги речам, во срцето на еден стамбен кварт, се исто така не само плуќа за населението кој живее таму, тоа е место за одмор и за рекреација. Таму дечињата се играат од објектите, старците доваѓаат седат таму. Тоа е такво уништување, тоа е злочин.
Тоа е прав злочин. И тие паркови треба напротив, дури ако има стари објекти да се срушат и на нивно место се направат парк, а не да се градат нови објекти. Тоа е вистинскиот пат за чување на воздухот на Скопје. И додека стихино се уништуваше зеленилото низ Скопје, со децении наназад водно се мачи со се повеќе бетон. Низ слики може да се види како падините на водно беа окупирани од силни бизнис групи поддржани од локалната власт. Деталните урбанистички планови се менуваа како чорапи. Колку е потрактивно некое земјиште, толку почесто се менуваат и освојуваат деталните урбанистички планови. Најчесто се бара измена на намената на плановите за додавање катност на објектите. Скопје се повеќе станува град помера на инвеститорите, односно парите и длабочината на джебот на инвеститорот. Општините плановите ги менуваа преку ноќ, а желбите на инвеститорите најмногу ги исполнува општина Центар. Во времето на Виолета Аларова се направени најмногу пренамени во деталните урбанистички планови, а оправдувањето тогаш на локалната власт беше дека така се полни општинската каса. Приказна сама по себе и усогласеноста на ДУП-от со генералниот урбанистички план, кој е устав во урбанизмот. Општините спротивно на ГУП, што е кривично дело, многу често ги пренаменуваат локациите. Со одлука на Советот на општина Центар, во планот на Старо Водно се зголеми катноста кај објектите. Кај куќите се дозволува 10,20 метри, а кај зградите дури 20 метри висина. Кога зборуваме за еколошката компонента, мора да имаме предвид дека ширењето на градот, на падините над водно, може да вклучи многу негативни последици. Значи, зеленилото е само една од нив. Тука можеме да зборуваме за нестабилност на земјиштето, обрушување, лизгање на земјиште, кое што може да има и големи штети материјални врз објектите кои што се веќе изградени, меѓутоа и врз подножието. Друга страна, исто така треба да внимаваме на природната дренажа. Значи, тоа се падини кои што биле порано соодветно одводнети, дренирани со дренажни канали. Тие дренажни канали горе-доле се одржуваат, меѓутоа со урбанизацијата се губи својството на природна дренажа на овие падини на водно. Во падините на водно не можам да кажам дека е тоа многу сигурно, бидејќи еден ден, ако се случи, да речеме, некоја голема провала на дожд и така натаму, може да дојде до лизгање на земјиштето, поготово во долниот дел на водно. И веројатно ова што се случи со тој објект е последица на тоа лизгање. И јас мислам треба да се избегнува таа зона испод водно да се градат високи објекти. И тоа е погрешно комплетно. Но експертите за градежништво не се согласуваат со ставот на локалната власт дека одговорност имаат само изведувачите. Според нив, некој мора да им дозволи да градат таму, иако постојано порачувале дека не треба да се игра со природата и да се гради на место каде условите за тоа не се соодветни. Водно е планина и бели дробови на Скопје, а не место за истан заработка. Секако дека градбата на вакви специфични локации, кои се специфични не само од аспект на зеленило, туку и од аспект на услови за градба, се работи за една падина која е богата со расетни зони, со подземни води и слично. Скопје, како што знаеме, влегува во еден сеизмички активен регион. Сето тоа треба да не направи попредпазливи кога влегуваме во еден вид на, хајде да ги наречам, авантури, особено кога тие се подкрепени со инстант промени на урбанистичките планови, односно, како што беше случајот со овие објекти во оваа околина, нивно зголемување и по габарит и по висина со така наречениот ЛУПД, односно локална урбанистичка планска документација, која се искористи да едни пониски и помали објекти прераснат во објекти со многу поголеми размери, секако сето тоа подкрепено со големи интереси, за да на крај се случат вакви аварии. Она што мене особено ме погодува од стручен аспект, се разбира градежнички, е тоа што надлежните органи во општина Центар беа предупредени навреме дека ваквата неконтролирана градба може да доведе до вакви последици. Значи, тоа беше уште пред 3-4 години до нив изванично кажано и инсистирано да се сопре градбата, меѓутоа имаше тотален молк на таа реакција и еве се случи тоа што се случи.
Според урбанистите, зидот повторно ќе се направи, но останува опоменато од природата дека водно не сака згради на своите падини. Овој зид всушност е показател на нашите повеќе децениски состојби во областа на градезничеството. Вакви зидови и полоши има уште многу во Македонија, објекти за кои што немаме соодветен квалитет во градбата, во проектирањето, има многу во Македонија, некаде се прават почетнички грешки, за кои што студентите паѓаат на испит. За жал, во денешно време со овој квантум на знаење, со овој квантум на информатичка технологија и слично, квалитет на материјали, такви грешки не би смееле да дозволиме да ни се случат. Значи, јас овој зид повеќе го гледам како помена да се освестиме, да донесеме соодветна регулатива, да донесеме соодветни корекции во прописите, за да вакви работи не ни се случуваат понатаму. Едноставно, знаете што, руски рулет со природата не треба да играме. Има места кои што треба да ги одбегнуваме за градба. Не треба да вршиме, да ја силуваме природата, бидејќи кога тогаш таа ќе го возврати својот удар. Уште еден пример за царување на урбаната мафија е и така наречениот кинески зид, или зградата позади северната трибина на стадионот Филип II. Зградата на градскиот парк почна да се гради во 2003 на место на некогаш култниот кампинг. Привремените објекти на поранешниот феротурист. На јавна лицитација ги купи Борче Ристевски, газда на МД Риком, и бизнисменот Трифун Костовски, кој веднаш се откажа од својот дел. Со поддршка на тогашниот градоначалник Пенов, на инвеститорот земјиштето му беше доделено по поволна цена. Парцелата од 7385 квадратни метри беше купена за 1500 денари од квадрат, а купо-продажниот договор го потпиша тогашниот министер за транспорт Љупчо Балковски. Сите измени на урбанистичките планови беа завршени во летото од 2002 година. Факт е дека инвеститорот ги имал сите одобренија за градба, а сомнително беше што намената на објектот не постоеше во ниту еден валиден урбанистички документ. Целата процедура околу зградата беше интерпартиска, опфаќајќи владење на двете најголеми македонски партии на централно и на локално ниво. Мислам дека тоа е исто така грешка, и то голема грешка, затоа што пак завзема зона покрај реката Варта, што не сме и да биде. Тоа луѓето си навојат некакви си интереси, се работи за пари, а тоа е исто така грешка, бидејќи треба да се води сметка за нормален еден и хуман живот на жителите на Скопје што го заслужуваат тоа. Иако изостана јавна дебата за тоа дали дрвјата во центар треба да се сечат, градоначалникот на Скопје убедуваше дека за секој сечено дрво сади нови 10. Изреволтирани од изјавите на првиот човек на Скопје, дел од невладините организации преброија колку навистина заседал градот. Како пример го земаа паркот Македонија спроти маркетот Веро во Тафталиџе. Трајановски убедуваше дека таму ќе засадат над 1800 нови дрвја, од кои 1500 зимзелени, а 300 листопадни. Но пребројувањата на невладината плоштад Слобода покажуваат дека градоначалникот засадил 6 пати помал број на нови садници, или точно 332. Плоштад Слобода направи и компарација дали на површината на паркот од 30.000 метри квадратни може да се засадат над 1800 дрвја. Преку слики од Google Earth покажа како изгледа паркот денес, а како би изгледал со 1800 нови дрвја. Во Скопје се вози полесно, по новите и проширени улици, но се дише се потешко, а во парковите се одмара се поретко.